Владата ја зајакнува економската дипломатија која се очекува дека ќе вроди со плод и ќе придонесе за раст на економијата. Политиката која води власта за зајакнување на односите со меѓународните партнери се очекува дека ќе го трасира патот на инвеститорите кон Македонија. Според аналитичарите, економските политики кои во моментов ги води владата се соодветни. Тие препознаваат можност во актуелната положба која ја има Македонија во однос на глобалните случувања за да се ориентираме и кон нови пазари, имајќи ја во предвид неизвестноста што се случува во Европа, особено политичките и економските промени во Германија, која е наш најголем трговски партнер. Не знаеме што ќе се одвива таму. Имате таму нова влада која исто така ќе треба да биде во функција со македонскава актуелна влада. Знаете дека ЦДУ формира и влада во Германија, јас често комуницирам и со професорите од Хајделберг, и во таа насока мислам дека треба освен тоа да имаме и добра диверзификација. Македонија и македонската економија има исклучително силна шанса да се позиционира. Знаеме дека соседите Србија има одредени проблеми со демонстрации, со протести, тоа мораме ние да го искористиме во поглед на силината и цврстината на владата. Аналитичарите препознаваат и шанса во поглед на преговорите кои се случуваат со САД. Според Наумовски, царините кои ги воведе американскиот председател се резултат на формулата која ја користи американската администрација, односно разликите во податоците за трговската размена. Експертите укажуваат дека треба да се усогласат податоците и веруваат дека Македонија може да добие дури и поволна положба за ниски царински стапки. Ова е многу добра шанса да ги рекалибрираме односите со САД и убавината и на политиката што ја води, еве и самиот премиер кој го спомнавте, ја става земјава во тие земји кои ги нарекуваат американците или администрацијата на председателот Трамп пријателски земји на САД. Јас сум оптимист и во тоа прашање и затоа мојата препорака ќе биде билатералното усогласување на податоците со американската влада треба да ни обезбеди правична примена пред се на формулата. Минатата недела премиерот Христијан Мицкоски предводеше делегација во Обединетите Арапски Емирати каде оствари средби на високо ниво и од каде се отвори поле за економски инвестиции. Во изминатите неколку дена вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски беше во посета на Велика Британија каде оствари значајни средби на високо ниво кои ги потврдија добрите економски и политички односи на Македонија со Британија, како и потенцијалите за продлабочување на односите. Очекувањата се дека извозот кон Британија ќе надмине 3 милиарди евра. Претходно министерката Димитриевска Кочовска во Вашингтон ја потврди комуникацијата со меѓународните финансиски институции и инвеститори, кои стапката на раст од 3,7% ја оценија како реална.